Планинари минатата ноќ. Државјани на Романија се изгуби во реонот на Матка во близина на пештерата Врело, пошто синоќа во 21:55 пријавил на бројот 112. На лицето му била дадена јасна инструкција да не се движи од местото каде што се наоѓа, бидејќи поради ноќта, непристапниот терен и дезориентацијата, тоа представувало најбезбедна опција и воедно овозможувало полесно спроведување на потрагата, велат од Центар за управување со кризи. Лицето е пронајдено во 3:45. Видно, испаничено и дезориентирано, но во стабилна здравствена состојба. Инаку, тројца планинари пак се евакуирани од непристапен терен на Шарпланина, откако претходно пријавиле дека се заглавени и дека на едниот од нив му се случило. Вчера во 18 часот и 46 минути во секторот за внатрешни работи Тетово, АЧ од село Жеровјане побарал помош за него и за уште две лица, НМ од село Слатино и БА од село Глоѓи. Пријавителот известил дека со возило пристигнале до местото викано Три води во атарот на село Теарце, пошто пешки се упатиле кон Шарпланина, каде поради тежок и непристапен терен останале заглавени, а при тоа одеднаш му се влошила здравствената состојба со болки во градите и отежнато дишење. Веднаш по добиената пријава, известени се полициското оделение Теарце и територијалната противпожарна единица, лоцирана во село Лешок. НМ и БА успеале да го симнат АЧ до местото викано Бачило, каде биле пречекани од спасувачка екипа на територијалната противпожарна единица. По пронаоѓањето, групата заедно со спасувачите пешки се спуштила до нивното возило, а во 20 часот и 40 минути кај местото Три води биле прифатени од полициски службеници од полициското оделение Теарце. Лицата безбедно се спроведени до регионалниот пат кај село Лешок, каде пристигнала екипа на итната медицинска помош од Тетово. И покрај немањето потврда за присуство, Левица сепак утре ќе организира координативна средба за градење заеднички опозицијски став за изборниот законник. Власта и опозицијата не попуштаат во ставовите. Владината просечна потрошувачка кошничка наспроти синдикалната минимална конечно ќе го види светлото на денот. На економско-социјалниот совет ќе се разгледуваат и мерки против растечките цени и маржите на трговците. И покрај немањето потврда за присуство, сепак Левица ќе се обиде утре да организира координативна средба за градење заеднички опозицијски став за изборниот законник. Во меѓувреме мнозинството обвини дека опозицијата предводена од СДСМ, Левица и ДУИ не се бори за подобар изборен законник, туку да нема изборен законник. Од СДСМ пак возвраќаат дека одбивањето на премиерот, електронското или гласањето по пошта на диаспората да се изземе од измените е доказ дека власта не сака овој закон да биде донесен. Изборниот законник е последниот од целосно исполнување на реформската агенда зададена од Брисел. Опозицијата предводена од СДСМ, Левица и ДУИ не се бори за подобар изборен законник, туку за да нема изборен законник, обвинуваат од ВМРО ДПМН. На 3 дена пред истекот на рокот за донесување на новите изборни правила, со цел тие да влезат како исполнета обврска од реформската агенда. Уште еднаш ја повикуваат опозицијата да ги надмине разликите околу гласањето на диаспората, изборните единици и рекламирањето во изборната кампања. За прв пат по подолг период постоеше реална можност новиот изборен законник да биде донесен со широк политички консенсус. Наместо Македонија да покаже политичка зрелост и да испрати порака дека најважните закони можат да се носат со договор, опозицијата избра конфронтација и дневно политички пресметки. ВМРО ДПМН и понатаму останува на ставот опозицијата да седне и да се договори што сака, а ние веднаш тоа и ќе го прифатиме, само да се олесни гласањето на диаспората. Од СДСМ пак возвраќаат дека одбивањето на премиерот Мицкоски, електронското гласање или гласањето по пошта на диаспората да се иземе од овие измени на изборниот законник, а за тоа да расправа експертска комисија до 28 е доказ дека власта не сака овој закон да биде донесен. Ова е уште еден обид да се иземе од одговорност, да избега од одговорност. Диаспората гласа и сега, а она што Мицкоски го предлага е механизам за кражба. И СДСМ се обидува да го спречи токму тој обид на Мицкоски да направи
и да си обезбеди механизам за кражба преку начинот на кој што тој предлага да гласа дијаспората. И од левица обвинуваат дека е несериозно, но што владеачкото мнозинство сопствената одговорност се обидува да ја префрли врз опозицијата. Сепак велат дека нема да дозволат оваа ситуација да биде искористена како нов изговор за пропаѓање на неопходните изборни реформи и дека утре ќе побараат опозицијски состанок. Затоа во понеделник иницираме координативна средба на сите опозицијски политички субјекти на која ќе се направи обид да се усогласат ставовите и да се формулира заеднички предлог што ќе биде доставен до владеачкото мнозинство. За левица суштината на овие разговори е една изборна единица, коментираат од партијата на Пасиев. За сега ниту една опозицијска партија не одговорила на повикот на левица. Измените на изборниот законник кои беа усогласувани меѓупартиски преку работното тело во Министерството за правда беа блокирани со речиси 14.000 амандмани од СДСМ, Левица и Лигата на села. Доколку сепак се најде политички компромис до среда и измените бидат усвоени во собранието, Европската Унија ќе ни додели дополнителни 4 милиони евра од планот за раст. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Собранието утре почнува расправата за реконструкцијата на владиниот тим по предлогот на премиерот Мицкоски. Во владата остануваат истите владени партнери, но со променети ресори и кадровски решенија. И денеска неизбежни се партиските реакции како најава за реконструкцијата. Изминатите 2 години покажавме и докажавме како треба да се водат државни институции, како да се направат голем број на проекти и мерки успешни за граѓаните, а при тоа во истиот период да врекаме стари долгови камати и во тој период додека врекаме стари долгови камати, историски да се зголемуваат и пензиите и платите. Така да сметам дека да, со утрешната реконструкција, владата предводена од ВМРО ДПМН и те како ќе покаже како знае Македонија да забрзува. Да кажам со бирократски министерства, сметаме дека знам треба да се спушти директно на терен и работа со граѓаните и затоа го побаравме ресорот земјоделие, а по оваа реконструкција знам излегува поголем бидејќи добиваме и дополнителна одговорност во уште едно дополнително министерство со свој заменик министер. Станува збор за една козметички потек, замајување на јавноста дека нешто се менува за да се подобрат работите, дека нови министри ќе работат подобро, а гледаме да пример, само како еден пример да го земам, Фондот за здравство кој што е тотално урнисан, сега имаме награда како министер за здравство, не очекуваме никакви подобрувања, а она што го покажа во овие 2 години и она што го направија во овие 2 години, никој, ниту еден министер на кој да биде место не може да го поправи, затоа што станува збор за истите луѓе кои што како на шаховска табла Мицкоски ги менува. Владината просечна потрошувачка кошничка наспроти синдикалната минимална, конечно ќе го види светлото на денот. Кошничката ќе содржи основни производи, нема да има ексклузивно овошје и зеленчук, ниту цигари, алкохол и други акцизни стоки. На Економско-социјалниот совет, каде треба да биде усвоена, ќе се разгледуваат и мерките против растечките цени и маржите на трговците. Конечно, владината кошница ќе почне да се применува, како против одговор на синдикалната. Се очекува да биде усвоена на Економско-социјалниот совет, кој ќе се одржи во среда или четврток. Скроена како повередостојна од она на синдикатот, ги содржи само неопходните производи, без луксузните, како алкохол, цигари и одмор во странство. Во пресметките нема и овошје и зеленчук кое не е карактеристично да се консумира во сезона. Податоците кои ќе покажат колку просечно пари му се потребни на едно семејство за да го помине месецот, ќе се користат во насока за спроведување на економските политики за заштита на стандардот на граѓаните, велат од влада. Очекувам со статистика да се договориме да ни ги дават на време податоците. Ако статистика ги објавува податоците до крајот на месецот, тогаш ние барем до 10 наредниот месец да и добиваме. На Економско-социјалниот совет ќе се разгледуваат и евентуалните мерки против растечките цени на храната и горивата. Иако состанокот со маркетите се уште не е закажан, се очекува да се одржи пред советот, за владата да има информации дали трговците доброволно ќе ги намалат профитните маржи. Ако и покрај предупредувањето продолжат да ги билдаат цените, ќе бидат воведени мерки. Цело време треба да се опоменуваат, внимават, па дури некош и да се преземат вакви непопуларни
не економско популарни мерки со кои што ќе има ограничување на цени со цел да се заштити стандардот на граѓаните, доколку гледаме неисправни економски политики и логики на самите трговци или добавувачи. Анализата на Државниот пазарен инспекторат е готова и пратена до влада. Се комплетираат бројките и според првиот човек на пазарна, каде е нотирано зголемување на бруто профитните маржи над 2%. Образложението на трговците било поради повисоките транспортни трошоци и зголемените плати на вработените. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. И време е за тема на денот со министерката за образование и наука Весна Јаневска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Утре вие ќе имате релаксирана улога во собранието, каде што се избираат, се разрешуваат, па се избираат министри при реконструкцијата на владата, што значи дека вие вашиот ресор задоволен и премиерот и коалиционите партнери. Но ако сакате да прокоментирате што вие сметате? Да, ми представува задоволство и чест и понатаму да го водам ресорот, но тоа представува и поголема обврска и не е само да се остане таму, туку ако некој е задоволен од вашата работа, треба да се продолжи така, веројатно и малку повеќе да се покаже. Еве тоа како вовед од информацијата што вчера ја обелоденивте дека при контроли на исполнување на стандардите и условите за високообразовна дејност, досега рековте се затворени 18 институти и еден приватен факултет. Да. Од кои области се овие високообразовни институции зашто се затворени, прочо? Да, еве, дозволете, јас ке си помогнам малку со телефонот, и многу се. Например, Институт за бизнес економија во Скопје, Институт за геобиологија, археологија, подземни води и екологија во Скопје, Институт за мода, фешн дизајн во Тетово, Институт за одржлив развој и управување со климатски промени и така натаму да не ги набројувам. Научни установи. Научни установи кои, за жал, не се бавеле со наука, и постоеле тогаш кога добиле дозвола, нели, за да постојат, која била идејата дека ќе направат нешто, не знам, но факт е дека проверките кои ги направи комисијата на МОН покажа недостатоци, различни беа недостатоците кај сите нив. Некаде не беа исполнети условите за бројот на научници кои треба да работат на институтот. Некаде воопшто немаше програма за научно-истражувачка работа, воопшто немало визија што ќе се работи и она што беше најбрутално, па јас го кажував, најдовме институт во казино, па најдовме институт во продавница, во задна просторија на продавница. Тоа се е сега затворено и, да бидам честна, 3-4 кога видоа дека почнуваат контролите, сами се затворија. И продолжуваме. Значи има рок. Прво правиме контрола, па им даваме рок од неколку месеци за да ги поправат помалите промени, доколку нели ги можат да ги поправат. Вообичаено не ги поправат и после тој рок ги затвараме. Овде поминале роковите, се е во ред. Сега тече втората фаза на другите институти кои исто така сме им направиле контрола. Велите, уште во процес на затворање се уште 5 до 6 институти, така се прави мониторинг во најмалку 5 универзитети. Причините се главно исти? Во универзитетите се малку различни причините, во институтите се исти. Тие постојат како научни институти, а колку се работи и што се работи, никој досега не е мониторирал, не е контролирал. На универзитетите е малку поинаку. На универзитетите имаме пријава, например, за неправилен избор во звање, за несоодветно трошење на средствата од буџетот кој го дава државата, за евентуални фалсификати на дипломи, за неправилен упис на студенти, тоа се мора да биде по закон. И сега во тој правец ни се пак временските рамки кои законот ги предвидува за да одлучиме на крај што ќе направиме. Имаме за еден високообразовна јавна установа приватна пријавено до надлежните институции истражни и јавното обвинителство сомнение за фалсификат на диплома.
Еве, например, ќе кажам, студентката, не ме фаќате точно за збор, не е ни битно, во еден месец положила 14 или 17 испити. Тоа реално на вистина не е IQ можно. 180. А во исто време студирала и довдипломски и постдипломски, тука очигледно нешто не е во ред и истрагата ќе си покаже што не е во ред. Значи, различни се сега формите кои треба да ги... Сега тука има и приватни и јавни универзитети. Да, во и овие приватни и јавни универзитети. Имате ли вака, тоа се веќе сериозни кривични обвинувања, например, сознанија за овие институти, па и факултети и универзитети да се однесувале како пазар за купување на дипломи на сите нивоа, и колку од нив и кои, впрочем. Веќе посочив, јас на вистина не сум слушнала никаде во светот студент во една сесија да положи 14 испити. Ева, нека не се 14, нека се 9. Реално дека тука нешто не е во ред. Ниту па негде може да во исто време да се студира додипломски и постдипломски. Тоа е тоа што се случува, но нели за да биде по закон за утре да не ни речат дека сме направиле некаква категоризација каде сме постапувале, се во рокови по закон, се на истражна поставка, како ќе одлучи судот, Затоа така ќе ќе ги биде. чувате уште малку во тајност, верувам и мињата на Да, овие ве молам, затоа што установи. се Така. тоа оди на суд. Добре, што прави сега Агенцијата за квалитет на високото образование, а што не правела, гледаме претходно? Во претходниот период и покрај долгогодишното постоење на агенцијата, за жал, таа само давала акредитација за студиски програми. Ние имаме околу 1200 студиски програми, се извинувам, на сите факултети, односно универзитети во Македонија, што исто така една мегаломанија. И Агенцијата за квалитет давала акредитации, некогаш водела сметка дали се исполнети условите, некогаш не водела сметка дали се исполнети сите услови, и таму има индикатори кои треба да се исполнат за да може да се... Така. И тоа се штанцало така и сме стигнале до околу 1200, но на што сега агенцијата го прави, што ни обврска и кон Европската унија, но првенствено кон самите нас, за да постигнеме квалитет, почна со евалуации на високообразовните установи и институционални, значи да ги види условите во кои што се одвива студиската програма и евалуација на студиските програми. Тоа го прави и на приватни, и на јавни универзитети, и повторно, мене ми е жално, такви се законите и во ред се. Не е проблем, нека има време, важно да е сработено така како што треба. И сега сме во постапка на неколку и приватни и јавни универзитети, каде што се одзема акредитација на одредени претходно дадени програми. Сега, веќе влезе во собрание Законот за високо образование. Дали тој ќе реши некој од овие проблеми, зборувам за пакетот на закони поврзани со високото образование, ако пратениците главно од опозицијата и натаму имаат забелешки, наведов неколку, зголемување на ингеренциите на министерот и министерството во автономни институции, тоа и сме го дебатирале претходно, но еве, и тоа останува и сега, скратување на ингеренциите на ректорот, легализација на комерцијалните мерења, комерцијални велат мерења како правна норма, односно вметнување нивно во закон на мислат на Web of Science, Scopus, H-Index, бришење на водени студии од педагошкиот факултет, велат и генерално неверување во универзитетите дека самите можат да создаваат и почитуваат критериуми. Работа на опозицијата е да наоѓа мани, работа е на власта да даде аргументи за тоа што го прави. Еве, јас ке спомнам неколку комерцијални мисли кога велам дека ќе направиме рангирање според Шангајската листа или според КУЕС листата, па тие биле комерцијални приватни фирми на Запад, нема обштествени фирми на Запад, сите приватни фирми тоа го прават, но тие се светски признаени приватни фирми кои рангирањето го прават и во Германија, и во Италија, и во Америка, и насекаде, сите различни, нели? Зошто Web of Science и Scopus пречи? Пречи затоа што јас верувам во универзитетите, ние имаме капацитет, не е дека сме до толку лоши, како што
нели понекогаш и меѓу себе сами кажуваме, зошто? За да дадеме мотив она што досега го работеле или имаат визија да го сработат, само да ги мотивираме помладите да се вклучат и да сработат. Не е точно дека нема капацитет, не е точно дека се неможни. Постарите професори знаат дека ова е можно, младите гледам се размрдаа на недонесени закони, веќе почнаа да се интересираат, да бараат списанија. Очекувам на крај да заврши се добро во корист на земјата. Ќе прифатите некој од амандманите што ќе ги поднесат, бидејќи и следи тој период? Доколку се издржани, да, но морам да кажам, ние година и пол заеднички работиме на овој закон. Се што сметавме дека е прифатливо, ние веќе ставивме во законот. Не е точно дека државата навлегува во автономијата, но мора да има отчет за парите кои државата ги дава на универзитетите. Тука е разликата за која ние зборуваме. Како што е со контролите во институтите? Како што е со контролите во институтите, како што е со контролите на правилното работење на факултетите. Во колку реновирани домови ќе влезат корисниците на високото образование, студентите со новата академска година? Во два. Во Кузман и во Стив. Во Кузман веќе од 1 октомври, за Стив не сум сосема сигурна, можеби ќе касниме 15 или месец дена, сепак се тоа градежни работи, фирмата вели дека оваа година студентите ќе можат да влезат и во Кузман, но сега беше и еврокомесарката за проширување КОЗ, да го посетиме Стив, на вистина еден модерен дом на ниво на сите европски студентски домови со навистина современи услови, каде што студенти и огромен капацитет, сакав да кажам, така да ни еден студент нема да остане несместен, огромен капацитет каде што студентите ќе можат да се посветат на учењето. Се некако ги исплашивте со строгите правила што ги предвидува новиот закон за студентски стандард. Нема алкохол внесување, нема цигари, дрога да не зборувам. Оштетување на инвентар, недолично однесување, дискриминација, физичко, ментално малтретирање ќе значат забрана за престој во кој било студентски дом во земјава. Како ќе го регулирате, на пример, внесувањето алкохол, цигари, ќе ги претресувате што? Или во собите? Прво, контролите не се невообичаени во европските земји. Мониторингот над доброто владење на студомите во домовите навистина не е нешто невообичаено. Домовите си имаат раководства, си имаат директори, си имаат управни одбори, си имаат служби кои се задолжени да водат сметка за редот во домовите. Но јас искрено се надевам дека е дојдено време, ако ги направиме оние рестрикции за кои што зборувавме за постари студенти, да, до 30. Кои де факто и не се студенти, а ги користат домовите, дека и самите студенти ќе се грижат за домовите, затоа што веќе има такви иницијативи. Јас се надевам во иднина и тоа да го направиме. Например, ако во прва година влезе во соба и ако е редовен студент, до четврта таа да биде негова соба. Така да не конкурира повторно. Така, повеќе би се грижале и така натаму. Добро, ги спомнавте и менаџерите, раководствата, управните одбори од студентските здруженија имаат замерки и на нив. Можно ли е да се тие дел од оној корумпиран систем на издавање соби, не грижа за домовите, повторно преку ред, прогледување низ прсти за вакви девијантни појави? Се е можно, особено затоа што во минатото долго време немало никаква контрола. Грубо е да кажам контрола, еве барем мониторинг. Но ние почнавме со комисии, со ревизии, има право МОН да направи ревизија, државната ревизија може да влезе во домовите и да, најдовме неправилности во работењето и тоа се пријавува исто до истражните органи. Добро. Од високо образование почнавме да завршиме во овој дел со средното образование, заврши матурата, имате ли прелиминарни резултати од во споредба со претходните години, подобри или полоши? Лани било 3,69 просечна оценка, преклани 3,25. Да, имаме прелиминарни резултати, тие не се дефинитивни. Дефинитивни резултати ќе имаме откако ќе се разгледаат сите приговори и тоа мислам дека ќе биде деновиве. Во споредба со лани малку е подобра оценката кај мајчин јазик, меѓутоа е полоша оценката кај зборниот предмет втор јазик, оти бираат англиски или математика,
полоше просекот кај англиски, кај француски, кај германски е нешто подобар просекот. Вкупниот просек ќе го знаеме откако ќе ги завршиме преговорите, тука некаде сме. Значи, не сме повеќе од 3,69, 3,70, 3,50, што се уште не е задоволително според мене, но ова се оние генерации кои почнале по старите програми и сега завршуваат. Јас се надевам дека кога ќе стигнат генерациите кои работат по новите програми, дека ќе имаме барем минимално подобрување. Инаку полагаа матура, не, беа пријавени околу 14.500, нешто над 330 студенти не се појавија на испитот, тие ќе дојдат во септември, некаде околу 220 се отстранети од испитот, но сепак сметаме дека е успешно спроведена. Добре, почнавте и некако со ревизија на објектите во училиштата, сега кога сме кај средното образование, има ли затворени објекти во средното образование низ земјата? Не, има затворени објекти во основното образование, во средно образование се уште не сме затвориле ни еден, иако јас имав сериозна намера да го затворам земјоделското училиште во Битола и да ја префрлам паралелката во регионалниот центар. Од Битола има и регионален центар за средно стручно. Попуштив под ветувањата на управата на училиштето дека ќе ја подобрат ситуацијата, не ја подобрија годинава. Годинава исто имаат запишано 3+1, 3 земјоделци, 1 ветеринар и за жал, еве од сега кажувам дека до година тоа училиште ќе добие пренамена. Колку основни училишта, објекти затворивте? Да. Низ земјава и тоа што е најважното, рековте неколку пати дека наставниците нема да загубат работа, меѓутоа тоа што мене ме интересира е ако веќе се прераспределени на други места во други училишта, како тие наставници ќе одат на работа таму? Како тие ученици од едно ќе патуваат до друго место, ќе имаат ли обезбеден оброк, ќе имаат ли обезбедено превоз и сите потрепштини за така? Училиштата кои се на голема оддалеченост, на 20 километри од некое друго училиште, ќе останат отворени и таму ќе се доаѓаат наставниците. Но еве сега бе во Охрид да реконструкција на гимназијата. Вчера, мислам, имавме една прекрасна зграда, добар темел на реконструкција се прави и разбрав дека имаат село во кој има еден ученик. Единствен ученик. Греот е, жално е за детето да расте изолирано и тоа мора да се припои кон одреден клас. Да, патот е платен за сите ученици во основно и средно. Ќе го земе, ќе го однесе, ќе го врати, ние се работи за имаме деца ученици кои со такси се возат, плаќаме такси, например, за деца со попречености и за деца кои се наоѓаат единствено е на голема оддалеченост во планински и рицкопланински предели. А за наставниците? Наставниците исто така добиваат додаток на платата кога работат во рицкопланински предели, но и за нив доколку станува збор за овие оддалечените, да. А овие, сега знаете како вели, јас работев преку улица, а сега ќе работам подалеку, па и луѓе од Газибаба работат во Ѓорче, од Куманово доаѓаат во Скопје на работа. Не зборуваме за овие такви растојанија. Зборуваме за места од село до село, од населено место до населено место, значи ќе биде обезбеден, да. Добре, и за крај тоа што веројатно наставниците повеќе ги интересира од прераспределување во друго училиште. Велите, платите на наставниците во основно и средно се покачени за 20%, во високото за 14%, но и покрај тоа тие се во рамките на просек или подпросек. Како до повисоки плати кои нема да ги заде инфлацијата? Овие во средно се високи и задоволителни и професорите се задоволни. Да, овие во основни средства се тука никаде на граница, она што ние го направивме како влада, кога дојдовме на власт, подпишавме договор за 4 години. Значи, секоја година да бидат сигурни дека ќе имаат покачување на платата и досега имаат 20-тина, следната година ќе добијат 7,5 до 10, последната година ќе добијат покачување 10 до 12%. Но кога зборувам за оптимизација, ми го вадат од контекст основниот мотив кој е да ги социализираме децата. Тој е основниот мотив. Но велам дека и државата ќе има користи, образованието ќе има корист кога ќе ја спроведеме оваа оптимизација. Нема трошење струја, нема греење, нема одржување, покриви менување, подови, тоалети,
ќе се обезбедат дополнителни средства, ќе останат средства во буџетот кои ќе можат понатаму да се искористат соодветно. Јас секогаш И заплати за наставниците? тврдам дека се додека сум јас министер, јас ќе се борам за платите на наставниците. Весна Јаневска, гостин во тема на денот. Има време до 1 септември, до тогаш ќе имаме шанса и повторно се видиме. Благодарам. Ви благодарам и јас вам. Високите температури го зголемија и бројот на случаи со труење од храна, пред се од месни и млечни производи. Полесни случаи на труење се речиси секојдневна појава во клиниката за инфективни болести и главно се третираат амбулантски, но од труење со храна минатата недела се хоспитализирани и 20 пациенти. Топлото време носи зголемен ризик од труење со храна. На клиниката за инфективни болести периодов речиси секојдневно имаат вакви поединечни случаи. Како што велат од установата, повеќето биле со полесни стомачни симптоми и ги третирале амбулантски, но неделава имале и 20 пациенти со потешка клиничка слика кои биле хоспитализирани. Тие се поединечни случаи кои консумирале во ова жештина, например, сендвичи од познати сендвичарници кои нели во текот на денот во тие жешки најтопли моменти на денот и нормално тие се соодветно згрижени на клиниката за инфективни болести, дули еден или два случаја и се хоспитализирани. Денеска баш на главна визита сите беа стабилни и брзо ќе се испишат. Очекувано е да растат бројките доколку нели граѓаните не се внимателни каква храна консумират, особено храна како што се месо и млечни производи кои доста долго стојат надворот од фрижидер или не се соодветно или правилно да кажам обработени. За да не дојде до труење со храна, доктор Цана советува истата пред консумирање добро да се измие и соодветно да се подготви. Во ова време сите тие мерки на заштита, да кажам, и мерки кои треба да се почитуваат, би требало да се почитуваат и особено како се управува со храната, дали таа термички се соодветно обработува, да се мијат раце, да се измие убаво тоа, затоа што шансите да се јават тегоби кои би го засегнале гастроинтестиналниот тракт во ова време на големи жештини се големи. Според инфектолозите, мачнина, гадење, повраќање, чести диареи и покачена температура се најчестите симптоми кога се работи за труење со храна, а најчестиот причинител е бактеријата салмонела. Александар Динев, Сител телевизија. Итната медицинска помош и во Прилеп има полни раце работа. Бројот на интервенции на дневно ниво е зголемен за 30%. Над 30% е зголемен бројот на повици во итната помош Прилеп во последниот период, поради изголемените температури и топлотните бранови. Но исто така поради изголемената раздвиженост на граѓаните и користењето на различни превозни средства, бил зголемен и бројот на сообраќајни несреќи. Обично зголемен е бројот на инфаркти, инсулти, колапси, каснување од инсекти. Снимале случаи на каснување на два случаи на каснување од змија. Исто така зголемен бројот на повреди на работно место, значи ова е работно време, така да често не посетуваат луѓе повредени. Исто така и зголемен бројот на сообраќајни незгоди, за жал. Поголема раздвиженост, електрични тротинети, автомобили, велосипеди, моторцикли и зголемен е бројот на луѓе повредени од сообраќајни незгоди. Инаку итната помош од Прилеп, освен на овој град, ги покрива и териториите на општините Долнени и Кривогаштани, целиот Мариовски дел и преминот Плетвар, каде што често има сообраќајни несреќи. Според началникот на итната помош во Прилеп Боше Милошевски, за толку многу интервенции и толку голема територија, мал бил медицинскиот персонал, како и бројот на возила. Моментално располагаме со две комбиња за итната медицинска помош, Рено и две комбиња Дачија, што секако не е доволно. Се надеваме дека најавата од владата и Министерството за здравство
за набавка на нови амбулантски возила, дека ќе се реализира што поскоро. Медицински сестри се моментално 10, а треба да бидат минимум 18. Лекари се 14, а треба минимум 16. Шофери исто треба 16, тие се 12. Значи апелирам исто така до владата, до Министерството за здравство. Што побрзо би се екипирале би било само во корист на пациентите. Итната помош морала да има и екипа и на сите спортски и културни манифестации, а исто така и придружба на транспортот на тешките пациенти до Скопје, што дополнително вршело притисок на работата со дефицитот на кадар. За Сител, Дарко Штарговски.